Општинскиот кризен штаб на Кочани денес одржа итна седница поради зголемениот број на дневно позитивни случаи на коронавирус во општината. На седницата беше образложена моменталната ситуација со коронавирусот во Кочани, со главен заклучок да се засили јавната кампања за строго почитување на мерките за лична и колективна здравствена заштита. Еден од првите заклучоци, основни заклучоци е тоа да ги повикаме уште еднаш сите граѓани да максимално се придржуваат на сите мерки и препораки издадени од надлежностите и да спречиме понатамошно ширење на COVID-19. Понатаму се договоривме да, односно во разговорите излезе потреба да препорака до надлежните служби во колку има и понатаму лица кои што нема да се придржуваат и да ги почитуваат мерките и препораките, тогаш преминуваме кон непопуларните мерки, односно казнените одредби кои ни стојат според позитивните законски прописи. Исто така излезе потреба да препорачаме на граѓаните кои што се ставени веќе со изолација или извршено тестирање и има добиено решение од санитарниот инспектор да максимално се придржуваат на мерките во делот на изолацијата, бидејќи има случаи каде што луѓето не ги почитуваат доследно мерките и тоа е навистина еден голем проблем. Во Кочани во моментот има 102 активни случаи, од кои 91 е на домашно лекување, а 11 на болничко. До сега регистрирани се 145 оздравени пациенти. Од Општинскиот кризен штаб информираат дека утринава починало уште едно лице, со што од почетокот на кризата до сега 5 лица ја загубија битката со вирусот. Александар Максимов, началник на одделението за внатрешни работи Кочани, истакна дека од безбедносен аспект состојбата е стабилна и под контрола. Во последните 6 месеци евидентирани се 117 кривични дела, за што се поднесени 67 пријави за непостапување според здравствени прописи, додека за неносење маска казнети се 711 лица. Сите вклучени институции во Општинскиот кризен штаб се согласни дека мора да се интензивираат контролите на терен заради почитување на мерките за заштита од коронавирусот. Матичните лекари ја истакнаа потребата пациентите да не ги кријат симптомите и контактите, за да може состојбата да се држи под контрола. Мобилниот сервис за домашна посета и тимовите на волонтери од Црвениот крст доставуваат храна, облека, лекови, инсулинска и онколошка терапија на лицата што се во самоизолација.